Почитувани гледачи, се враќаме назад во вториот блок Отворено студио, еден термин резервиран за колегата Дејан Антоновиќ и неговата анализа на вестите од регионот и светот. Дејан, добре дојде во Отворено студио 1. Подобро ве најдов. Актуелна тема се европските избори. Денеска почна, се гласа во Холандија и Велика Британија. Интересно е што холанѓаните повторно се иновативни, па наместо стандардните гласачки кутии, ливчињата ги ставаат во канти за отпадоци. Па веројатно малце креативност, малце на шега, порака, може некаква порака. Во секој случај холанѓаните се земја членка на Европската унија која засега не излегува јавно со своји ставови, освен за проширувањето, за ништо друго Холандија немаше забелешка за сегашната Европска унија, па и малку изненадувачка нивната иронија. Во секој случај, она што е интересно е што и Велика Британија денеска гласа за Европскиот парламент, за нешто што доколку тоа се случуваше како што беше планирано со Брекзитот, Британија одамна требаше да биде своја држава која немаше да биде членка на Европското семејство. Во секој случај денеска 427 милиони европјани го бираат новиот состав на Европскиот парламент и потоа и новата Европска комисија и новиот Европски совет, што треба да ја трасира иднината на Европската унија. Челниците на земјите членки на Европската унија пред се веќе оценија дека овие избори се клучни за опстанокот, екзистенционалниот опстанок, но и да се трасира патот на Европската унија како понатаму. Веќе е констатирано дека оваков тип на Европска унија со волкава бирократија, каде што не може да се донесат одлуки, да се донесе консензус, што се виде пред се околу Брекзитот, но и околу решавањето на проблемот со Косово, па и со решавањето на некои глобални теми, само укажува дека Европската унија и составот кој сега ќе биде избран ќе мора многу да се реформира за да може да оде понатаму. Имаме, ако не се лажам, и прилог на оваа тема. Имаме прилог на оваа тема, да го погледаме. Околу 400 милиони европејци од 28 земји членки на Европската унија до недела ќе ги избираат своите представници во Европскиот парламент со мандат во следните 5 години. Први што гласаат се холандските и британските гласачи, додека во повеќето земји членки европските избори ќе се одржат на 26 мај. Според проценки на аналитичарите и анкети на јавно мислење во Европската унија, се очекува дека актуелните, но и најстарите сили на европскиот десен и лев центар да продолжат да имаат парламентарно мнозинство во новиот состав. Последните проценки се дека моментално најголемата Европска народна партија ЕПП и покрај пат од сегашните 217 места ќе остане најбројна со очекувани 180 пратеници. Го видовме прилогот подготвен од дескот, но она што постојано денес се споменува и во европските медиуми, а тоа е дека се многу клучни овие избори за еднината на Европа, а причината за тоа е појавата на екстремната десница. Па таа екстремна десница не е од сега, таа подолго време екзистира во рамките на европската десница, особено се актуализираше изминатиот период како резултат на противењето на одредени држави, одредени партии на државите членки на Европската унија на таа политика. Ја си во воведниот дел реков дека големата бирократија на одлучување, спороста на Европската унија и сите останати компоненти што ја прават Европската унија да стои во место, само укажува и ги побуди одредени политички сили во земјите членки на Европската унија да не се согласуваат со актуелната политика. Познато е дека еден од предводниците беше актуелниот унгарски претседател Виктор Орбан, кој со својата партија Фидес веќе подолго време на некој начин, иако член на Европската народна партија, сепак нема право у наредните 2 години да нема право на глас тука како наблюдувач. Потоа се случи она што се случи во Италија, каде што Матео Салвини и неговата партија освоија голем број на гласови во италијанскиот парламент, потаму и владата која сега зависи токму од него, направи значителен успех и партијата Vox во Шпанија, каде како екстремна десница без неа нема да може да се формира новата идната влада на Шпанија. И ќе го потсетам последниот случај на
партијата на слободата во Швајцарија, на Штрайхе, без која не можеше актуелниот претседател Курц да ја направи владата, па мораше како 2/3 од вкупниот број на гласови, од неа зависеше таа влада. Се покажа дека истравувањето дека можеби и на овие европски избори може екстремната или ултрадесницата, да не ја крстиме сега екстремна се уште, но десница која има малце порадикални ставови од актуелната Европска народна партија, која е изминатиот состав, а се очекува и овој состав да има доминирање во парламентот и во Европската комисија, се покажа стравување, излезе стравување дека можеби екстремната десница, тие партии кои се обединети сега, да направат коалиција и да зависи идниот состав на Европската комисија токму од нив. Во офанзива веќе влегоа европјаните. Ке потсетам дека партијата на Штрайхе пред 3 дена мораше да се повлече од актуелната австријска влада поради скандалот дека тој на Ибица, каде што е сниман како бара пари од руски олигарси за финансирање на својата партија, се надоврза и председателот Емануел Макрон, кој не ги крие амбициите да биде идниот европски лидер, значи лидер на Франција, но и лидер на Европската Унија, и почнаа со обвинувањата дека сите овие партии се финансирани од Трамп и од Путин. Она што е интересно е дека Европската Унија според изјавите на Емануел Макрон, кој не скриено од ден на ден се понагласено ги обвинува и Соединетите американски држави, но и Русија, дека тие заедно се во битката Европската Унија да биде што послаба и помалку важна на светската политичка мапа. Тој ја почна својата кампања обвинувајќи ги Соединетите американски држави дека подолго време во Франција и во земјите членки на Европската Унија предстојува така наречениот поранешен Трампов политички стратег Стив Бенон, кој има во Брисел отворено невладина организација наречена Movement или движење, која има за задача да ги обединува овие екстремни или ултрадесничарски партии. И во Франција исто така има канцеларија, каде што ја спонзорира партијата на Мари Ле Пен, која е, нели, ке потсетам, ултрадесница. Стив Бенон е обвинет дека по налог на Трамп се обидува да ги обедини овие ултрадесничари, тие да направат добар резултат во Европскиот парламент и утре, кога ќе дојде Европската комисија, тие да зависат од нивните гласови и потоа, како што е обвинувањето на Макрон кон Трамп, да имаат влијание Вашингтон, директно влијание врз Брисел. Од друга страна, ќе потсетам само дека Макрон ја обвини Москва и пред се Владимир Путин, дека овие 5-6 партии кои ги напоменав, ги набројав пред малку, се финансирани и спонзорирани токму од Москва, со исто таква цел Европската Унија да биде слаба, да биде зависна од големите земји и да не може утре да влијае врз светската политика. Како контраодговор од Вашингтон дојде дека Макрон сонува за некои соединети европски држави, нешто што не може да помине во денешниот свет. Така да ќе видиме како ќе завршат овие избори, све зависи од изборниот резултат, доколку ултрадесницата сепак се прашува, веројатно ќе имаме турбулентна европска политика. Следната тема за која што можам да кажам дека постојано периодов е особено во фокусот на јавноста, тоа е Брекзитот, а она интересно дека всушност председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека на некој начин му е веќе смачено, дека е уморено тоа што постојано се одложува рокот за Брекзит. Тој е изморен, но она што доаѓа ново од Лондон е дека и британците се изморени, но имаме прва најава дека премиерката на Велика Британија Тереза Меј за утре најави дека ќе поднесе оставка. Причина за незината оставка е неможноста веќе да го брани Брекзитот и да ги убеди британските парламентарци да го поддржат незиниот договор за излез од Европската Унија. Парламентарците тоа не ќе да го прифатат, а таа како контрауслуга им вети дека ќе дозволи да се направи втор референдум за Британија, дали сака да излезе од Европската Унија или да остане во Европската Унија, нешто што подолго време се заговараше, така да доколку утре Тереза Меј ја поднесе својата оставка, ќе видиме што понатаму, дали ќе има воредни парламентарни избори или ќе има референдум. Јункер самиот изјави дека му е смачено од британската неодлучност, но исто така Јункер страда
страда од она што го зборувавме пред малку, а тоа е неможноста Европската унија да донесе одлука излегувате или не излегувате. Доколку Европската унија беше централизирана, таа ќе успееше конечно да го даде тој договор и да каже дека Велика Британија врз основа на референдумот сака да ја напушти Европската унија. Вака Јункерево заминување, некоја нова Европска комисија ќе го решава тој проблем. Така. Времето толку ни дозволува, имавме уште една тема подготвена, меѓутоа Имавме и два прилози, но апсолутно немаме време. Се посветивме на европските избори кои што очигледно се Има денови најбитниот. за светската политика, секој ден што се случува. Апсолутно, Дејан, ти благодариме на анализата на вестите од светот. Почитувани гледачи, тука е крајот на вториот блок од денешното отворено студио 1. Останете на програмата на 1 ТВ. Следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова. Потрагата по новиот музички талент е започната. Гледајте ги аудициите на Звезда број 1. Секој работен ден на 1 ТВ. Звезда број 1.